Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Постојат толку многу луѓе кои се повредени и многу луѓе на кои им е потребна помош. И ви велам, најдобрата духовна битка која треба да ја направиш е битката на љубовта. Бог ја тестира нашата посветеност. Тој почнува давајќи ни нешто мало и ако ние сме верни да го употребиме тоа правилно, тогаш тој ќе не унапреди. И тогаш ние ќе останеме таму за некое време и ќе бидеме тестирани на тоа ниво. Јас можам да ја погледнам мојата служба. Првите 2,5 години јас поучував домашна библиска група. 25 луѓе на земјата од мојата дневна соба, секој вторник навечер 2,5 години. Јас откажав од полновремене работа за да студирам. Секој месец ние моравме да имаме чудо само за да ги платиме нашите сметки. Се сеќавам, купувајќи им обувки на моите деца веќе употребувани. И ние имавме неколку доста тешки, долги години. Тогаш после некое време, некој ми понуди да поучувам и во друга библиска група во нивниот дом. И така, 2,5 години. Јас поучував во 2 библиски групи. Првите 5 години од мојата служба беа едноставно поучувајќи во тие домашни групи. И јас се спремав 6-7 часа за секоја порака, затоа што јас не знаев ништо. Јас само знаев дека сум хаос, дека Исус ме сака. Јас студирав и едноставно го испробував тоа на сите други за да видам дали тоа би било доволно добро за нив, како што беше за мене. Добро е што, знаете, искрено јас би можела да проповедам тогаш приближно исто како што проповедам сега. И јас не сваќав зошто Бог ме држеше ограничена на толку малку луѓе. И јас се сеќавам гледајќи ги другите проповедници на телевизија, мислејќи си, не знам зошто тие се на телевизија, јас би можела да проповедам подобро од тебе. Добро, токму затоа јас се уште се наоѓав на подот во мојата дневна соба. Не се работеше за тоа што јас можам да правам, туку се работеше за поседувањето на погрешно однесување кое што требаше да биде поправено во мене. И така, наместо да бидеме љубоморни на она што другите го имаа, можеби треба да си го провериме однесувањето. Ајде. Можеби ти си коза, а не овца. Ке зборуваме за нив за неколку минути. Козите се попаметни од овците, но овците се помили. Некојаш посакувам да ги седнам луѓето и да им објаснам какви навистина беа деновите тогаш. Дев и јас постојано зборуваме за времињата кога возевме до различни места за да зборуваме. И дури немавме пари за да престојуваме во хотел. Не останувавме на паркинзите на Макдоналдс, се додека тој не се разбуди за да вози уште малку повеќе. Токму затоа е глупаво да бидеме љубоморни за она што другите го имаат. Особено ако не сакате да го сторите она што тие го сториле за да стасаат до таму. Амин. По долго време Господарот се врати и ги расчисти сметките. И се допаѓа ова. Тој се враќа за да ги среди сметките. Човекот кој добил 5 торби злато му врати на Господарот уште 5 и тој рече: ти ми довери 5 торби злато. Еве, јас ти спечелив уште 5. Јас сум во Матеј 25:21. И неговиот Господар одговорил: добро сторено, добар и верен слуга. Ти беше верен во малку, јас ќе те ставам над многу нешта. Но еве го интересниот дел. Дојди и сподели радоста на твојот Господар. Видате, тоа е многу поважно отколку фактот дека тој добил материјални награди. Престојувај во среќата на твојот Господар. Вториот човек со 2 торби злато, истото нешто. Добро сторено, добар и верен слуга. Ти беше верен во малку, јас ќе ти дадам повеќе. Дојди и влези во среќата на твојот Господар. Знаете што? Навистина она што го сакаме е да бидеме среќни. Сите кои одат на шопинг овие денови едноставно пробуваат да купат малку среќа. Навистина.
Ние ќе бидеме среќни единствено ако го правиме делот кој Бог ни го дал да го извршиме најдобро што можеме, а не да бидеме концентрирани на сите останати. Амин. Ајде, некои од вас сингл девојки посакувате да бидете мажени. Некои од вас мажени жени посакувате да бидете сингл. Знаете, да се биде во брак има предност, но да се биде сингл исто така има предности. Ако сте сингл и сакате да отидете до таа продавница и да купите се во неа, не мора да се јавите до дома и да добиете дозвола од некого за да го сторите тоа. Можете да правите што сакате, но можеби и не ви е толку лошо колку што мислите. Ајде, по долго време господарот се вратил. Тоа беше истото и со 10 девици. По долго време младоженецот се вратил, а нашата работа едноставно е да продолжиме да го правиме она што е правилно. Продолжите да го правите она што е правилно. Продолжите да го правите она што е правилно, додека тој конечно да се појави. Човекот кој е зел својата торба со злато и ја закопал, тој веднаш имал страв, ја зел и ја сокрил. Но кога господарот се вратил, во Матеј 25:26 вели, господарот одговори: Ти зол, мрзлив слуго. Зол, го нарекол зол, затоа што тој не направил ништо со она што го имал. Знаете што? Јас не сакам никого да налутам, но јас ќе си заминам и нема да се вратам 6 месеци, па затоа можам да си ја дозволам таа шанса. Ако се што правите да доаѓате и седите во црква неколку пати месечно, а вие навистина не правите нешто со вашите дарови и таленти, вие не правите ништо за да го направите тугиот живот подобар. Никогаш немате време за никој друг. Не ги охрабрувате другите. Не помагате. Вие не сте оние кои би помогнале кога некој треба да се пресели. Знаете, ако вие не правите ниту едно нешто за некој друг, тогаш треба ли да ви го кажам на вас она што Исус му го рече на тој човек? Ти злобен, мрзелив. И знаете што? Нема да бидете среќни. Многу од луѓето се прашуваат зошто не се среќни. Понекогаш јас се прашувам како толку многу христијани можат да бидат толку несреќни. Јас знам зошто Бог мораше да ме научи мене. Тој рече: Ти си несреќна затоа што си себична. Она за што се грижиш е за Џојс Мајер и се додека не извадиш Џојс од главата и не почнеш да свртуваш внимание на она што ти можеш да го сториш за да ги направиш среќни другите, гледате, единствениот начин вие да бидете среќни е да пробате да ги направите другите луѓе среќни. Ајде, мора да го сватите ова бргу затоа што типично јас зедов премногу време за првиот дел и тој вели: Па тогаш, видете, тој имал погрешна замисла за Бог. Тој рекол: Јас бев исплашен од тебе. Јас мислев дека ти си строг господар. Ако ти го познаваш Бог, ти знаеш дека не треба да се плашиш. Можеш да зачекориш и да пробаш и ако не успееш, ти си нормален. Тоа беше нашата порака претходно. Дали има некој овде од минатата вечер? Дали дојдовте минатата вечер? Гледате, некои од вас сте само мали прасенца овој викенд. Земате се што можете да земете. А тоа е добро. Постојат толку многу луѓе кои се повредени и многу луѓе на кои им е потребна помош. И ви велам, најдобрата духовна битка која треба да ја направиш е битката на љубовта. Две од најважните нешта кои Библијата ги вели се вера и љубов. Продолжете силно со вера и чекорете во љубов. Во Псалм 37 зборува за злобни луѓе дека ти не мораш да бидеш преплашен за сето зло во светот. И во стих 3 вели: Верувај во Господа и прави добро. Ако едноставно се концентрирате на тоа, ќе имате добар живот. Не мора да станувате секој ден грижејки се за се што се случува во светот. Не мора да бидете љубоморни за она што го имаат другите луѓе. Не мора да бидете обседнати со тоа дали сте мажени или не, или дали го имате ова или го немате она. Вие само треба да станете секој ден, да му верувате на Бог и да правите добро. Ајде, ова е вистинско христијанство, олеснето. О, Џојс, што не е во ред со мојот живот? Без разлика што и да правам, постојано изгледам несреќна. Што не е во ред? Зошто не можам да бидам задоволна?
Па, оттргнете ги мислите од себе си и почнете да гледате што можете да сторите за другите луѓе. Овци и кози. Патем, дечкото кој го закопал својот талант, Господарот му го зел и му го дал на оној кој имал највеќе. Така, пораката е, искористи го или ќе го изгубиш. Амин. Добро. Овците и козите. Сега, за мене ова има длабоко значење кое е толку прекрасно ако можеме да го сватиме. Кога Синот човечки ќе дојде во неговата слава и сите ангели со него, тој ќе седне на неговиот трон. И сите народи ќе се соберат пред него и тој ќе ги оддели луѓето едни од други како што овчарот ги одделува овците од козите. И тој ќе ги стави овците од неговата десна страна, а козите од левата. Во Библијата десната страна секогаш е страната на силата. Исус седи од десната страна на Бог во небесните места. Тогаш царот ќе им рече на оние од десната страна: дојдете вие кои сте благословени од мојот татко. Земете го вашето наследство, царството приготвено за вас од почетокот на создавањето на светот. Зошто јас бев гладен, а вие ми дадовте нешто да јадам. Јас бев жеден, а вие ми дадовте нешто да пијам. Јас бев странец, вие ме поканивте. Ми требаше облека, а вие ме облековте. Јас бев болен, а вие се грижевте за мене. Јас бев во затвор, а вие дојдовте да ме посетите. Тогаш справедните ќе одговорат: Господи, кога ние те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и ти дадовме нешто да пиеш? Кога те видовме како странец и те поканивме, или дека ти треба облека, а ние те облековме? Кога ние те видовме болен или во затвор и те посетивме? Царот ќе одговори: вистина ви велам, се што направивте за едно од овие најмали, мои браќи и сестри, вие го направивте тоа за мене. Ах, Боже мој! Луѓето велат: јас би сакал да го видам Бог. Па погледни во очите на човекот до тебе. Бог е во луѓето. И ве молам, сватете го она што ќе ви го кажам. Тој е многу приберлив за тоа како се однесуваме со луѓето. И можам да ви кажам дека јас верувам од моето лично искуство дека ништо не го ожалостува Бог повеќе отколку кога ние како христијани се однесуваме погрешно со другите луѓе. Ги омаловажуваме, дрски сме со нив и немаме време за нив. Сакаш служба? За повеќето од вас тоа нема да биде служба на бина. Но вие можете да имате служба која е поважна од она што го правам јас овде сега. Мојата ќерка, слава на Бог, сме ги научиле нашите деца и ги гледаме како го прават тоа. Мојата ќерка пред некој ден, таа рече: не знам што е со мене во последно време, но таа рече: изгледа како Бог да ми дал за задача да зборувам со сите постери. И таа ми кажа како таа излегувала од продавницата и некој постар човек излегувал. Едноставно почнал да зборува со неа и да зборува и да кажува за неговото мачи и за ова и за она. И таа рече: знаеш, јас на вистина сакав да си ги ставам кесињата во автомобилот и да си одам дома. Но таа рече: јас знаев дека Бог сакаше само да стојам таму и да го слушам тој човек. Сега, сакате ли да ставите насмевка на Божјето лице? Тоа е начинот да го сторите тоа. Јас се сеќавам пред многу време. Јас бев во служба. Си имав лепенка на колата. Си имав грош со името Исус. Јас бев дел од тимот во црквата. Си имав своје паркинг место со моето име на него. Си имав столче во црквата со моето име на него. Сакам да разберете, јас бев важна. Јас ги знаев правите луѓе. Јас бев дел од тимот. Еден ден јас бев кај докторот и еден стар човек пробуваше да разговара со мене за неговата нога и зошто тој беше дојден таму. И тој продолжуваше за неговата нога, за снегот и така натаму, и јас ја имав мојата Библија, си го имав мојот план и всушност реков: Господи, ќе можеш ли, те молам да го замолчиш?
Така јас ке можам да се молам и да си ја читам Библијата. Јас сакам да си седам таму и да бидам религиозна. Ох, колку би изгледала религиозна во ординацијата на докторот, читајќи си ја Библијата и останувајќи духовна. Ви велам, Господ ме фати. Тој рече, дозволи да те прашам нешто. Ако тоа беше Били Греам, дали би одвоила време да го изслушаш? Да, зошто? Затоа што можеби тој би можел да направи нешто за мене. Овој стар човек не можеше да направи ништо за мене, па јас не се интересирав за него. Ајде сега. Еве како јас научив нешто, на тешкиот начин. Јас не ви давам да јадете нешто што јас не сум го веќе јадела. Го сваќате ли ова? Вие имате служба. Секој еден од вас има служба. Нема ниту една личност овде која нема служба. Може би толку многу сакате да имате служба, оному каде што ќе бидете забележани и видени, да имате титула, да мислат добро за вас, така што сосема ја пропуштате радоста од Господа. Вам ви недостасува среќата од Господа затоа што вие едноставно не би се дале себе си за оние мали нешта во тајност кои Бог сака да ги сторите и можеби никогаш да не кажете на никому за тоа. Ајде. Јас верувам дека тие нешта кои ние ги правиме се едни од најважните. Знаете, тогаш тој го свртува ова. Јас немам време да седам овде и да го читам целото, но тој вели. И ако не го направите тоа на најмалото од овие, мои браќа, тогаш не сте го направиле ниту за мене. Така мене ми изгледа дека Бог си го сваќа многу лично тоа како ние се однесуваме со другите луѓе. И можам да ви кажам, ако само излезете од овде денес и го поминете остатокот од вашиот живот, верувајќи му на Бог и правејќи добро, не за да си го заработите спасението. Ние не правиме добро за да заработиме нешто од Бог. Ние сакаме да правиме добро заради она што Тој го има направено за нас. Ако сакате да ставите насмевка на лицето на Бог, ставете насмевка на некој друг овде. Сега, овците и козите се многу различни по природа. Козите се поинтелигентни, но овците се помили. Знаете, јас секогаш велам дека подобро би имала, јас навистина ги сакам вработените на кои им е потребно помалку. Знаете, луѓето кои секогаш не сакаат или им е потребно нешто друго за да останат во тимот. Јас велам, јас подобро би имала некој кој не е толку талентиран, но кој има навистина добро срце, отколку некој кој е брилијантен со никакво однесување. Амин. Јас верувам дека Бог се чувствува на истиот начин. Хајде да го појасниме вака. Козите се инати. Тие се го туркаат целиот пат низ животот. А вие секогаш можете да туркате некој со главата во задникот. А јас секогаш велам, козите велат, а овците... Што ако донесем одлука денес дека ние ќе се посветиме себе си само на правење повеќе добри нешта? Ама не за да добиеме нешто од Бог. Тој веќе ни дал се што може да ни даде. Да не ми е потребно. Јас не го правам она што го правам за Бог да ми даде нешто. Јас сакам на Него да му вратам нешто. И работата е што тој побарал од мене да се однесувам со другите добро, особено со оние кои се повредени. Амин. Татко, јас се молам за секој ден, вклучувајќи си себе си да можеме да чекориме во љубов на повисок начин. И ние навистина да се грижиме за нештата за кои поголем дел од светот не се грижи. Да изслушаме некого кој можеби воопшто не ни интересира. Да одвоиме време да направиме нешто за некого за кој навистина не сакаме. Татко, јас се молам да ние ја следиме Твојата насока и Твоето водство наместо нашата собствена волја. Го барам тоа во името на Исус. Сега, ако вие сте овде денес и никогаш не сте го предале вашиот живот на Бог,
а сакате да го примете Христос денес. Сакате да бидете христијани, велите. Јас сакам да бидам Христов следбеник. Ние сакаме да се молиме со вас. Бог направи веќе се што треба да биде направено. Се што вие треба да направите денес е само да го примите. Вие не треба да правите ништо освен да го примите. И велите, јас сум таква збрк. Знаете ли што? Вие никогаш нема самите да се промените без Бог во вашиот живот. Не чекајте за да се обидете да се промените, мислејќи дека треба да се промените за да бидете со Бог. Тој сака да ве прими токму такви какви што сте денес. Амин. Сега, ве молам, слушајте. Без многу да се движите наоколу, знаете. Некоја душа овде може да зависи од вас, бивајќи тивки за неколку минути. Ако ти си овде денес и велиш, јас никогаш не сум го примил Христос како мој спасител, јас сум спремен да го предадам мојот живот и да го примам Него. Или ако велиш, јас служев на Бог еднаш, но се оддалечив од Бог, паднав назад во грев. Сакам да се обновам и повторно да се посветам себе си на Бог. Или може би ти си овде денес и велиш, Джойс, јас едноставно не знам дали сум нановороден. Јас одам на црква, но навистина не знам дали сум спасен. Јас сум еден од оние кои одат во црква, но навистина не можам да кажам дека правам нешто повеќе за некој друг. Јас сакам да се молам со тебе, ако тоа си ти денес. Така само ако може да ја кренеш раката високо за да видам каде сте. Никој да овде долу, а да видиме онаму. Морет, јас гледам многу раце сега. Јас ќе ве прашам. Ако го мислите тоа, јас ќе ве замолам да станете токму таму каде што сте. Нема да ве донесам овде напред, но само станете. Вие велите, ја не сакам никој друг да ме види. А зошто да не? Ајде. Ајде. Многу добро. Ајде, застанете за Исус. Амин. Ајде, ако не застанете овде, никогаш нема да излезете и да застанете надвор. Дорите, останете да стоите. Ова е добро за вас. Може да биде малку тешко, но многу е добро за вас. Многу луѓе на балконите и во горните делови. Сега, ајде сите да ја молиме оваа молитва со нив. Татко Боже, јас те сакам. Исусе, јас верувам во тебе. Јас верувам дека ти умре за мене. Ти ја зеде казната што јас ја заслужив. Ти плати за мојот грев. Јас сум грешник и жалам за моите гревови. Жал ми е за начинот на кој живеев, но јас сакам да се сменам. Се каам, сакам да те следам со мојот живот сега. Исусе, јас те примам во моето срце како мој спасител и мој Господ. Јас верувам дека ми е простено. Јас верувам дека ти ме сакаш. Знам дека има работа која треба да биде завршена во мојот живот. Јас верувам дека ти ќе го сториш тоа. И јас се предавам себе си на тебе. Земи ме таква како што сум. И направи ме она што ти сакаш да бидам. Сега, јас верувам дека сум спасена. Јас сум дете Божјо. И Бог ме љуби. Амин. Ајде, дајте на Бог слава.